Со 3 милиони евра буџет, карбинскиот градоначалник Јордан Насев планира водоснабдувањето во општината да го подигне на ветениот квалитет. Тоа се околу 2 милиона и 200 илјади евра кои што водостопанска управа ќе распиши тендери. Дополнително од општинските средства имаме некаде околу 4 милиона денари, тоа се за изградба на улици и патишта и на тротоари во населените места. На име на туризам од Светска банка подпишавме договор на 26 милиона денари, тоа е во планината Плачковица за изградба на пристапен пат, реконструкција на планинарски дом, набавка на повеќенаменска машина и некои други содржини. Планот за решавање на комуналните инфраструктурни проблеми во Македонска Каменица ќе се решаваат со расположливи 1 милион евра. Имаме предвидено изградба на локални патишта во вредност од 30 милиони денари, имаме предвидено 25 милиони за улици во градската средина, предвидено 3,5 милиони за нови хлоринатори со кои што ќе се хлорира водата во селските средини. Капиталните, но и проектите од комуналната сфера се приоритетни за реализација на пробиштипската локална власт. Оваа година се предвидени неколку улици во општина Пробиштип, но и да не бидат заборавени и рурални средини. Така да ќе следат низа на капитални инвестиции во 2019 година. Не помал план за пролетни градежни зафати има и чека реализација и штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Се работи најпрво за изградба на инфраструктура во делот на водоводи и канализации, каде што веќе започнавме и инвестираме во водовод и канализација во населбата Сончев град, во населбата Дузлак. Потоа продолжуваме со водоводот со 2 краци во населба Балканска и исто така со водовод на улицата Сутиска, на дел од улицата Сутиска, тоа е реконструкција, што значи дека во наредните неколку месеци ќе работиме на овие 3 проекти кои што чинат некаде 5,1 милиони денари или... Амбициозноста е заедничка одлика на градоначалниците од Истокот. Кога е во прашање реализација на градежните активности, во пролетниот период најавата е дека офанзивата ќе е со несмален интензитет.